Каква среќа! Венко е новиот стар председател на СДС. 18.000 гласа избран нашиот Венко. Вака не сум се радувал од кога Јури Гагарин ја сврта земјината топка со Спутник. Браво, Венко, браво. До вчера мислев дека Венко Филипче е еден човек. Вчера не сватив, мислев двајца биле. Ме збунија, викам, шо е ова? Под број 1 гласаш за Венко, под број 2 за Филипче. Викам, нормално, двајца кандидати има, не. И после сватив, еден човек бил. Браво, друже, браво. Каква историска победа. Знаете дека од каде му стигна, многу беше среќен, као и сите нас. Вика, која застана на говорница, вика, ова не е само наша победа, ова е наша заедничка победа што ме избравте за председател. Тоа е исто кој ја да и го начукам на Дженифер Лопес и да кажам, ова не сум ми го начукал само јас, сите вие го начукавте. Слична работа, мислам, не ме држете за збор, ама среќен сум. Ме разбирате што сакам да кажам. Знаете ли што најмногу ме во целата ситуација најмногу ме трогнаве? Нели победува Венко и првиот телеграм со честитки му стигна од село Куратица. А знаете тие од село Куратица кога честитаат, како честитаат? Не е тоа обично честитање, знаеш. После кога стигна телеграмата од Долнодупени, тогаш веќе кога рекоа стига телеграма од Долнодупени, си отидов од штабот. Ради самочувствие, знаеш, премногу среќа да наплив на среќа. Јас веќе имам 52, тоа може да се одрази срчка да ме мавне ово. Браво, Венко, браво, друже. Браво, им покажавме на сите што значи демократија. Дека јадат говна. Него имало бе 130 неважечки ливчиња од тие 18.000 души го избраа. 18.000 души. Не знам, општина Куратица, колку број тоа е село Куратица, колку има таму? Може само од село Куратица го гласале. Не знам, баш сакам овие курајчани да ми кажат колку души се во селово, како е тоа. 18.000 луѓе да те гласаат. Значи партијава има и 130 најважечки ливчиња, значи партијава има 18.130 члена. Добро, малце осипана со годините. Тоа си го направи своето, нели, има тешки, овие има циклуси на владење, сакам да кажам, и нормално, луѓе се истрошија, се онадија, се тргнаа од политика, од партијата. Инаку тие истите од пред 30 години што има 200.000, 300.000 члена. Само се замор на материјалот, знаеш, години се тоа, минати. Ја сакаа многу таа песна кога владеја последен пат, она минаха години без да те забравам аз. Чакам те да дојдеш, и им дојде тогаш Бојко. И знаете после приказната каква беше. Љубав и ово, оно. Све е супер, навистина. Тоа е среќа неопишлива, голема среќа, ама овие 130 неважечки, што се, не е ни битно кој се да ви кажам. Фацилти таму може
и од така проформа неважечки, демекеви има некоја демократија. Нема врска, него друго ми беше збор. Овој ново стариот председател, сте се заинтересирале, вие што гласавте, дури 18.000 члена, сте се заинтересирале кој шо е фамилијава позадина, кои биле, шо биле, дедовци, прадедовци. Знаете дека негови родниње во Охрид ги имаат пречекано бугарите многу весело. Фашистите бугарски многу весело ги имаат пречекано. Да, со подароци од нашето национално црквено богатство, кои што се тогаш, пошто се подарени од фамилијава, однесени се во Софија, еден ден се тамо. Подарок не се враќа. Сте се прашале вака? Чисто да ве прашам, дали знаете која што е фамилијава? Знаете како викаат? Тоа не било глупо прашање на времето кога прашувале постариот. Девојка ќе фати дечко, од која фамилија, од каква фамилија е? Тоа било многу нормално прашање. Да знаеш што му е фамилијава. Па вие исто го бирате председател, треба да прашате од чие си ведете, од која фамилија си, да прокопате малце, да видите која е фамилијава. Таков председател ставите. И сега, он може да вика дека тоа што два пати сте го избрали по 18.000 гласа е резултат на ваш заеднички успех, која на Дженифер да и да кажам тоа е наш заеднички успех. А уствари само мене ми е убаво. Нема без. Да прашате шо е успехов, само да го прашате за овие месеци од како паднавте од власт и како он ви го избра да ви биде лидер, за да проба да ги спречи сите кривични гонења кон него и кон неговиот ментор и кон други лица од партијата, и да го прашате шо е вашиот успех за овие месеци и како планирате да се вратите на власт, ако се земе го предвид не само минатото на вашиот лидер, блиското минато, кој беше министер за здравство, туку и неговото семена генеза, семено стебло, кое што пак е, кажам, кој не знае од вашите редови, а го гласал, дека со многу радост, жизнерадосност би рекол, ги имаат пречекано бугарските фашисти во Охрид кога влегле. Многу така излегле тамо, не знам, негови роднини кметови биле вамо, тамо искочиле, здраво. Како сте добре ни дојдовте? Убаво да си поминете овде. Ке немате проблеми од нас. Освен тамо што има едни будали по шума што шетаат, они не ве сакаат. Ама ќе ги решиме и нив. Ваше си е. Кого избравте, како избравте, ќе ви се покаже многу брзо. Тоест ќе ви се покаже на следните локални избори кого сте избрале. Оти народот. Колку и да некој тврди дека има кратко паметење, за некој работи памти Бога ми. Као што памти за вакцините на вашиот драг лидер, бизнисот што му пропадна со кинезите, со вакцините, кога сакаше да ги купи преку посредници, па кинезите кој видеа со кого си имаат работа го напуштиле со станокот, па со модуларната од Тетово и ова која изгоре, и ова што е најважно, прво бугарска важичка, што е многу битна. И тоа, и така ќе кажам, значи, иако тој вицот до вчера стварно мислев дека еден човек, упрашање, а вчера видов дека, мислев дека се двајца кој видов тоа гласачкото лице, пошто демократија, Венко под број 1, под број 2 Филипче, оди гласе. Па ми текна на стар виц глуп, му се појавува тип некој на некој друг тамо, од грмушка му искаче, му каже, здраво, кој си бе ти? И овој му вика, Жан-Клод Ван Дам. И овој му вика,
До вчера мислев дека сте четворица. Не, па до вчера мислев дека сте еден, гледам дека сте биле четворица, така нешто беше. Глупо го кажа вичот. Али затоа, пошто ова Венко Охридска фамилија пречек на бугари, ќе завршам со еден исто глуп виц. Ама не знам зашо ми дојде да ви го кажам. Апропо, може овие од Куратица први што му честитаа на Венко, а се знае они кои честитаат како честитаат овие курајчаниве. Охридски вицо влага тип во месара и вика: добар ден, имате ноџина? И месаров: не, накур стоиме. Па и вие сега така. Накур ќе ни стоите.